Денеска православната црква ги празнува светите маченици Трис, Левки и Калиник и светите маченици Филиомон, Аполони, Аријан и други. Светите маченици Трис, Левки и Калиник. Светиот Тирс и Левки биле чесни граѓани на Кесарија Витиниска. Првиот крстен, а вториот огласен христијанин. Калиник пак бил идолски жрец. Кога наследникот на царот Деки, Кумрики, почнал без поштеда да ги мачи и да ги убива христијаните, стапил пред него безстрашниот Левки, го изобличил и му рекол: зошто самиот со својата душа завојува, о Кумврикије. Разлутениот судија наредил веднаш да го тепаат и да го мачат и најпосле со меч да го исечат. Намачениот Левки тргнал на исекување весело, како на свадба. Кога ја видел смртта на храбриот Левки, блажениот Тирс се разгорел со божествена ревност. Па како и Левки, и тој застанал пред судијата и го изобличил за злосторствата и за неверувањето во единиот вистински Бог. И тој бил тепан и во затвор фрлен. Невидливата рака Божја го исцелила од раните, му ја отворила вратата од затворот и го извела надвор. Тирс веднаш отишол кај епископот Кесариски Филеј за да биде крстен. По крштевањето повторно бил фатен и мачен, но тој ги трпел маките, поднесувајќи ги како во сон, а не најаве. Со силата на неговата молитва пропаднале многу идоли. Кога го видел тоа идолскиот жрец Калиник, се обратил во верата Христова. И тој и Тирс биле осудени на смрт. Калиник со меч го исекле, а Тирса го оставиле во дрвен сандак со пила да го пресечат. Но силата Божја ова не го допуштила. Та пилата не можела ни да започне да сече во дрвото. Тогаш светиот Тирс станал од сандакот, се помолил на Бога, благодарејќи му за маките, и мирно го предал својот дух на својот Господ. Кон крајот на 4 век, кесарот Флави кај Цариград изградил црква на светиот Тирс и во неа ги положил неговите свети мошти. Светителот и се јавил на царицата Пулхерија во визија и препорачал да ги погребе моштите на 40 маченици до неговите мошти. Светите маченици Филимон, Аполони, Аријан и други. Во времето на Диоклецијан, некој судија Аријан люто ги мачел христијаните во Египет. Го фатил Аполонија и му се заканил со маки. Овој се исплашил од маките, па потплатил некој познат музикант Филомен Незнабожец. Тој наместо него преоблечен во неговите алишта да им принесе жртва на идолите. Но кога Филимон застанал пред идолите, одеднаш засветлила светлина на христијанската вера во неговото срце, и тој се прекрстил. Потоа излегол и почнал да вика: Христијанин сум, слуга на живиот Бог. Кога го слушнал тоа судијата, се насмеал мислејќи дека Филимон се подсмева на христијаните. Потоа Филимон бил мачен со грозни маки. Врз него паднало дожд од небото и бил крстен. Најпосле и Филимон и Аполони биле исечени од судијата Аријан. Тогаш Аријан постанал христијанин, откако го излекувал своето слепо око на чуден начин, на гробот на Филимона. Осуден на смрт од царот Диоклецијан и погубен со 4 војници, кои исто така се изјасниле како христијани.